Добар ден, кратки најави за денес. Расте бројот на паралелки во дуалното образование, ќе се воведуваат нови стручни профили во охридските средни училишта. Основното јавно обвинителство Струга отвори предмет за загадувањето на водата во градскиот водовод. Трошоците за живот се зголемиле за 3,2% за една година. Вино и волан не одат заедно. Републичкиот совет за безбедност на патиштата апелира на одговорно однесување за празниците. Следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со повремени слаби врнежи од дожд. Дуваше слаб до умерен северозападен ветер, максималната температура до 10 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно, а попладне во текот на ноќта ќе има врнежи од дожд, ќе дува умерен до засилен југоисточен ветер. Утринската температура од 4 степени, а максималната дневна до 12 степен. Температурите во Македонија утре во интервал од 1 до максимални 16 степени. Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, утре попладне во текот на ноќта и во недела ќе има врнежи кои повремено на места ќе бидат пообилни над 25 литри на метар квадратен. На планините врнежите ќе бидат од снег, а на повисоките места од дожд и снег. Локално ќе има услови за појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и силен ветер. Во понеделник во текот на ноќта и вторник ќе има заладување со нови пообилни врнежи кои на планините ќе бидат од снег, а на повисоките планински места од дожд и снег. Стабилизирање на времето се очекува од средината на следната седмица. Струшкото обвинителство отвори предмет за загадувањето на водата за пиење. Ќе се испитуваат причините и евентуално сторени кривични дела против животната средина и природата. Водата од водоводот во Струга е заматена скоро една недела и не сме да се користи ниту за пиење, ниту за готвење, ниту за лична хигиена. Директорот на јавното претпријатие Водовод Струга вчера поднесе оставка од морални причини. Обвинителство отвори предмет за загадувањето на водата во Струга. Се утврдуваат причините, дали се сторени евентуални кривични дела против животната средина. Надлежните инспекциски служби, представници од Агенцијата за храна и ветеринарство, Центарот за јавно здравје, како и полицијата, на терен 2 денови вршат увид на изворите на целото шум. Предметот е оформен со цел да се утврдат причините за загадувањето и евентуалната кривична одговорност, доколку се констатираат елементи на кривично дело против животната средина и природата, информираат од основното јавно обвинителство Струга. Неофицијално во близина на изворите со години работел каменолом кој можеби го предизвикал загадувањето. Од Министерството за животна средина посочуваат дека состојбата е сериозна и бара итна институционална реакција. Ја не знам дали е тој легален или е нелегален, секако до извори концесиите ги дава Министерство, порано беше за економија, сега Министерството за рударство и енергетика, практично минерални суровини, они се информирани, тој е Државниот инспекторат за рударство и енергетика и мислам дека ќе следи заеднички надзор за да се види точно на која локација дали е легална локација или е нелегално ископување, блиско до изборите. Копано е во подолг период. Се правени некои таму захвати кој не е интервенирано многу порано. Копано е околу 4 години таму. Водата во градскиот водовод во Струга веќе 5 денови е загадена. Таа не е безбедна за пиење и готвење, ниту за техничка употреба, ниту за капење. Инфлацијата во јануари изнесуваше 3,2% споредено со истиот месец лани, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.
Намалувањето на инфлацијата во јануари 2026 година во однос на декември 2025 година е резултат на намалувањето на трошоците на животот во групите транспорт, информации и комуникации, рекреација, спорт и култура, облека и обувки, лична нега, социјална заштита, стои во соопштението на Заводот за статистика. Во јануари 2026 година, во однос на декември 2025 година, зголемување на трошоците на животот е забележано кај покупнината, опрема за домаќинствата и редовно одржување на домаќинствата, струјата, ресторани и услуги за сместување, услуги за образование. Податоците покажуваат и дека трошокот за храна и за пијалаци ни се зголемил за 5,2% на годишно ниво, додека ако се спореди јануари со декември, тие останале непроменети. Расте бројот на паралелки во дуално образование во охридските средни и стручни училишта. Интересот за запишување кај учениците е голем, а училишните центри се трудат да креираат програми и да воведуваат профили кои се во тек со развојот и потребите на реалниот сектор. Во таа насока продолжува проектот Учи паметно, работи стручно во форма на социјален диалог помеѓу сите чинители со цел преку размена на искуства, предлози и мислења да се придонесе во понатамошен развој на дуалното образование. Во ОЕМУ Цветинао Охридски Охрид 8 години се спроведува дуалното образование. Започна во 2018 година со 17 ученици запишани за профилот техничар за индустријска мехатроника. За овој момент во дуалните паралелки да има 585 ученици во сите струки и профили. Директорот Сашо Недески вели дека училишниот центар во креирањето на наставните програми и отворањето нови профили на струки мора да биде во тек со технолошкиот развој и најавува нов образовен профил од следната учебна година. Имаме предлог доставено до локална самоуправа, односно да препрати до Министерство за образование и наука за воведување на нов профил од машинска струка, тоа е машински техничар за моторни возила на алтернативен погон, следејќи го трендот на нови возила, нови технологии и мораме спремно да ги дочекаме предизвиците на ова новото време. До нова година се заврши еден голем проект со подршка на локалната самоуправа, опремување на автомеханичарска работилница во која има уреди за центрирање, балансирање и промена на гуми, промена на фреон во клима уреди и компјутерска дијагностика. Значи сите тие елементи се застапени и во овој новиот профил кој што планираме да го воведиме за следната учебна година. Во Средното стручно училиште Свети Кирил и Методи се планира зголемување на бројот на паралелки во дуално образование. Во моментов има 8, но интересот за запишување на ученици од година во година е се поголем, вели директорот Ристе Јанковски. Тоа ни дава причина да избереме повторно дуално образование, кај што гледаме дека квалитетно образование дава многу повеќе можности за децата и за компаниите да создадат кадар за работа. Имаме одлична соработка со приватниот сектор. Поголем дел од учениците се извршуваат праксата во приватен сектор, само еден мал дел изведуваат во јавните предпријатија, што сме многу благодарни. И одиме оваа година со уште поголем број на дуални паралелки за запишување. Сакаме оваа година да имаме 4 дуални паралелки. А во нашето училиште покрај економски паралелки имаме и медицинска паралелка, медицинска сестра. И оваа година ние прва година сакаме да правиме со дуална паралелка медицинска сестра. Од оваа година во средните стручни училишта се воведе и координатор за учење преку работа согласно измените на Законот за средно образование. Координаторите се од витално значење за успешно спроведување на процесот кој треба да води кон едно модерно образование преку силна соработка меѓу стручните училишта и бизнис заедницата, вели Наташа Јанковска Китани, професор по машинска група предмети во ОЕМУЦ и координатор за учење преку работа. Ние сме врската меѓу училиштето и компанијата или мостот меѓу теоретското знаење и практичното образование. Морам да кажам дека имаме многу добра соработка со компаниите, редовно преку состаноци ги следиме учениците, како тие напредуваат, како е прифаќаат новата работна средина со оглед на тоа што тие имаат само 16 години кога почнуваат
се учени преку работа во толку сериозни компании со високи стандарди, како напредуваат во однос на дисциплината, одговорноста, дружбата и така натака. Имаме заедничка цел со компаниите да создадеме квалитетен кадар, стручно образован кадар, кој што понатака ќе биде иднината на нашата држава и ќе се најдат себе си на пазарот на трудот како готов производ. Во спроведувањето на ефективни стратегии и методолошки пристапи за подобро образование, училиштата црпат драгоцени искуства и од странство, посебно преку Европската образовна програма Erasmus+. Неодамна професори и ученици од ОЕМ Светинал Охридски учествуваа во проектот Дуално образование за успех, истражување на ефективни стратегии во образованието и обуката во Велење, Словенија. За време на нашата посета во Словенија се запознавме во целост со начинот на реализација на практичната настава во дуалното образование во Словенија, се запознавме со одредени позитивни практики, како тие успеваат и какви успеваат да ја реализираат таа практична настава и учење преку работа кај работодавач и која е она формула за успех. Сите нашите импресии се позитивни. Значи имаме позитивни заклучоци и мислам дека голем дел од тоа што го видовме таму може со успех да го спроведеме и во нашиот училишен центар. Општина Охрид дава силна поддршка на процесот на соработка помеѓу средните стручни училишта и локалните компании, а со тоа и на дуалното образование. Општина Охрид е секогаш равноправен правен партнер, иницијатор и учесник, активен учесник во овие процеси, затоа што бенефитот од ваквиот социјален диалог е взаемен за сите вклучени страни, што значи важен е за самите институции, важен е за образованието, за работодавачите, за работниците, во крајна линија е важен за локалниот економски развој. Затоа што индиректно се рефлектираат сите аспекти кои се инкорпорирани во овие дуални програми, кои овие години даваат одлични резултати на ниво на општина Охрид. Зголемување на бројот на дуални паралелки, креирање нови образовни профили и подобрување на образовниот процес во стручните училишта е во фокусот на проектот Учи паметно, работи стручно, во чии рамки денеска во форма на социјален диалог се одржа работна средба во ОЕМ Светинал Охридски. На овие работни средби кои редовно се одржуваат последниве 5 години, се разменуваат искуства, предлози, сугестии и мислења со една цел – создавање квалификуван кадар кој одговара на потребите на реалниот сектор. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков денеска оствари средба со висока делегација од Узбекистан, предводена од градоначалникот на општина Џизах. На средбата се разговарало за можностите за збратимување помеѓу Охрид и Џизах, два живописни града и значајни туристички центри. Потенцијалното збратимување ќе значи продлабочување на туристичката соработка, зголемена посетеност на Охридската ривиера од гости од Узбекистан, како и нови можности за поврзување на граѓаните и бизнис заедницата. Биле разменети информации за можностите за соработка во областа на образованието, културата и економијата, со посебен акцент на раздвоените технолошко-индустријски зони со кои располагаат двата града. Станало збори за меѓународниот туристички форум кој традиционално се одржува во Узбекистан и можностите што ги нуди за промоција и вмрежување. Според градоначалникот Пецаков, оваа средба представува значаен чекор кон воспоставување долгорочно и пријателско партнерство меѓу Охрид и Џизах во интерес на развојот на туризмот, економијата и севкупната соработка меѓу двете земји. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со апел до сите учесници за внимателно, совесно и одговорно однесување во сообраќајот за време на празникот на виното и љубовта, 14 февруари, Свети Трифун и Денот на влюбените. Празниците се време за радост, блискост и споделени мигови со саканите, но вистинското прославување е она по кое сите безбедно се враќаме дома. Затоа не дозволувајте момент на невнимание да ја засени убавината на празникот, посочија од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот. Порачуваат доколку се пие алкохол да не се седнува зад волан, наместо тоа да се избере јавен превоз, такси или возач што не пие алкохол. Возете внимателно, почитувајте и ги сообраќајните правила и прописи, грижете се за безбедноста на сите учесници во сообраќајот.
Сакајте и почитувајте го својот и животот на другите, затоа што секој живот е важен, нагласија од Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата. За повеќе информации посетете го порталот tvma.mk. Имајте пријатен викенд.